Вести на Канал 8. Добар ден. Со Духовна академија, света архиерейска литургија во храмот Свети Великомаченик Ѓорги, на која чиноначалствуваше митрополитот Бргалнички Иларион во сослужение на повеќе свештеници од Кочанското архиерейско наместништво и со литија со иконата на светите апостоли Петар и Павле, беше одбележан празникот на градот Кочани Петровден. Празнувањето продолжува со Баскерфест и концерт на групата Фолтин. Со празнична вечерна богослужба и со утрена и света архиерейска литургија во храмот Свети Великомаченик Ѓорги, на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение на повеќе свештеници од Кочанското архиерейско наместништво, беше одбележан празникот на градот Кочани Петровден. По литургијата, свештениците и верниот народ се упатија на литија со иконата на светите апостоли Петар и Павле до градскиот парк кај фонтаната, каде што се изобразени ликовите на светите апостоли. Таму беше пресечен славскиот колач и беа упатени молитви кон светителите. Посакуваме светите апостоли пред престолот на Севишниот и Семоќниот Бог да се молат за мир и благосостојба на земјата, за мир и љубов помеѓу луѓето, за здраве и спасение на сите луѓе кои што го слават Бога и ги честуват овие апостоли. И дај Боже во мир и љубов да ги славиме и во годините кои што доаѓаат во радост, во спокојство и во единство. Честит и вечен празникот. По повод Петровден, синоќа во Центарот за култура Бели Мугри се одржа Духовна академија со црковни беседи и уметнички творби, на која беше истакнато значењето на патрониот празник на градот. Во рамките на програмата настапи машкиот византиски хор Хармосини од Скопје, женскиот хор при манастирот Свети Гаврил Лесновски од Лесново и храмот Света Петка од Штип, како и музичкиот состав Портал, кои што исполнија етно и духовна музика. Празнувањето на Петровден продолжува со фестивал на улична култура и едукација Баскерфест, како и концерт на групата Фолтин. Свечена седница по повод Петровден одржа Советот на општина Кочани, на која беа врачени наградите за животно дело и за значајни остварувања на овогодишните добитници. Магистер Иван Иванов и на сликарот Танас Дедов. Исто така беше направен и краток осврт за постигањата на општината меѓу двете празнувања и за активностите во наредниот период. Вообичаената Петровденска атмосфера во Кочани беше надополнета и со одржувањето на свечената седница на Советот на општината. На празничната средба на советниците, на која присуствуваа и други гости, беа доделени највисоките општински награди и признанија. Годинава наградата за животно дело постхумно му припадна на магистер Иван Иванов, долгогодишен директор на некогашната индустрија за автомобилски делови Руен, председател на извршниот совет на општина Кочани, пратеник во Македонското собрание и човек кој остави неизбришлива трага во историјата на Кочани, но и пошироко. Признанието во име на наградениот го прими неговата сопруга, која изрази незадоволство од однесувањето на општинската власт кон семејството на Иванов. Па од општината, да. Конкретно од градоначалницот, тоа беше заборавен. Мислам сега, не знам зошто, шо е ова сега предизборне, дали поени сака градоначалнико, не знам шо е работева. Прво и основно, после неговото заменување, он кој цел град вработуваше, неговите деца никој не се најде да ги вработи. Иако имам инженери, магистри у Болонја, у Лондон диплома, доктори, и да нема вработувен за моите деца. Не знам. Значи, семејството не е задоволно. Дали, поради грижа на совест или друга причина, првиот човек на општината Димитровски, како да немаше храброст да и честита на Иванова за наградата на нејзиниот сопруг. Очигледно, предлогот и одлуката на членовите на одборот за доделување на општинските награди дошле во погрешен момент и без консултација со членови на семејствата на предложените кандидати. Наградата за значајни остварувања пак годинава му припадна на сликарот Танас Дедов од Кочани. Општата оценка во јавноста дека ова признание оди во вистински раце беше потврдена и на свечената седница, на која му беше врачена наградата. Многу сериозна работа кога се добија таква награда, затоа што таа награда се добива како резултат на јас можам слободно да кажам 50 годишно мое делување на полето на ликовната уметност и на културата во Кочани воопшто.
Мои дела можам да се пофалам дека има прилично во семејствата на мои сограѓани. Во Македонија има прилично мои дела, амбасади и во странство. Во странство има наши луѓе што работат во странство, имат купувано прилично голем број на мои дела. Признанија за постигнатиот успех во образованието им беа доделени и на најдобрите ученици на генерацијата во основните и средните училишта во општина Кочани. На свечената седница на Советот своје обраќање имаше и градоначалникот Радко Димитровски, при што направи осврт за постигањата и развојот на општината во изминатиот едногодишен период. Етномузика, спортски надпревари, Баскерфест. Продолжува чествувањето и на Павловден, патронот на Виница. Најфреквентниот дел од Виница синоќа вибрираше со етнозвуците од кавалот, тамбурата, гајдата на Александар Филип Дамјан и изворно препознатливиот глас на Габриела Јанушевска, сплотени во етноатракција Монистра. Виничани празничниот музички амбиент го споделуваа од околните кафулиња и градскиот парк. Етногрупата Монистра со досегашните концерти и настапи во Република Македонија и на меѓународни фестивали се етаблира како многу успешен презентер на македонската етномузика, која се следи со силно внимание. Групата свири македонска етномузика на изворни инструменти. Музиката е збогатена со модерни аранжмани, со цел да ги задоволи вкусовите на сите генерации. Групата настапувала во Израел, Франција, Египет, Турција, Словенија и Хрватска. Павловденското чествување продолжува со првиот официјален турнир во ракомет во организација на ракометниот клуб Торо Спорт, а учесници се екипите од 4 града – Македонска Каменица, Прилеп, Кавадарци и Куманово. Покрај свечена Павловденска седница на денот 13 јули ќе бидат осветени и темелите на новата камбанарија на црквата Свети Лука, а за 100-кратните крводарители, градоначалникот Дончев ќе врачи пригодни награди во рамките на традиционалната крводарителска акција. Центарот за развој на Источниот плански регион организираше работилница на која беше представен годишниот извештај за работењето во минатата година. Беше речено дека регионот напредува и од предпоследен во државата, сега се искачил неколку места погоре. Центарот за развој на Источниот плански регион успешно го започнал реализирањето на 5-годишната програма што ќе трае до 2019 година. На работилницата што се одржа во Штип беше представен извештајот за работа во текот на изминатата година, односно проектите што биле планирани и реализирани за 12 месеци. На состанокот на кој присуствуваа представници од 11 општини што влегуваат во Источниот регион, беше речено дека најголем дел од проектите се финализирани, а финансиските средства за нив биле обезбедени од државниот буџет и од останатите програми што се финансирани преку европските фондови. Во оваа програма имаме реализирано некаде повеќе од 500 проекти, значи тоа не се само проекти на Центарот за развој на Источниот плански регион, него тоа се проекти и на општините, на министерствата, на невладини организации, значи како што претходно реков, програмата ја спроведуваат сите чинители кои што делуваат на територијата на Источен плански регион. 2015 година ја сметаме за успешна, како резултат на тоа е ако земеме предвид дека кога започнавме со работа 2008-2009 година од 8 плански региони ние беме на предпоследно место, а веќе во 2014 година преминавме на трето место, значи програмата од година на година ние напредуваме. Според Василев, реализацијата на проектите оваа година би требало да биде уште поуспешно, со оглед што има поголем број извори за нивно финансирање. Во 2016 година, исто како и 2015, може би и повеќе, имаме доста проекти, значи имаме проекти од Бирото за регионален развој, имаме проекти преку Cross-Border, имаме проекти од Швајцарска амбасада, имаме проекти преку UNDP и така натаму. Значи имаме повеќе проекти кои што се во тек на реализација, некои ќе се реализираат, некои се завршени и така. На работилницата на Центарот за развој на Источниот плански регион беше речено дека во наредниот период интерес ќе се обрне на руралниот развој и социјалните прашања, односно задржување на младото население во местата на живење. Тоа, заедно со решавањето на патната инфраструктура, се најважните проблеми што посебно се карактеристични за Источниот регион. По завршената прва фаза од праскањето против комарците, в четврток на 14 јули ќе се спроведе и втората фаза од авионското прскање
на територијата на општина Кочани и дел од низинските села. Со оглед дека со претходните прскања кои беа спроведени против комарците, само делумно имаше резултати во уништувањето и тие и понатаму ги вознемируваат граѓаните, в четврток на 14 јули стручни екипи ќе ја спроведат втората фаза од авиотретирањето против комарци. Прскањето ќе се изврши меѓу 5 и 10 часот наутро, при што ќе бидат опфатени површините во градското подрачје на Кочани и поголемиот дел од низинските села што припаѓаат на територијата на општината. Прскањето против комарци ќе се врши со заштитно еколошко средство за уништување на комарци, широкопојасен инсектицид, одобрен од Бирото за лекови. Се апелира до граѓаните што одгледуваат пчели да ги преземат потребните заштитни мерки за време и 3 до 4 часа после авиотретирањето. Доколку временските услови бидат неповолни, односно врне дожд или дува силен ветер, третирањето ќе се одложи за следниот ден. Двомеч во стрелаштво и шах помеѓу пензионерите од Сдруженијето на пензионери од Кучани и општина Центар Скопје. Активноста беше дел од Петровденските празнувања што се организираат по повод Петровден, празникот на градот. Во рамките на одбележувањето на Петровден, празникот на општина Кучани, со своји активности се вклучија и пензионерите спортисти од Сдруженијето на пензионери на Кучани. Тие беа домакини на своите пријатели, пензионерите спортисти од Сдруженијето на пензионери од општина Центар во Скопје. Во салата на Сдруженијето на пензионери Кочани, пред присутните за средбата зборуваше претседателот на Кочанската пензионерска организација. Има желба да се прошират, како што рече и мојот гостин председател, колегата Павле. Сметам оти ово ќе се прошират и ќе се зајакне уште подобро, не само што рече и Карловски на спортски план, него ние ќе настојуваме и на културно-забавен живот и на другите активности што ги имаме да направиме некои заеднички активности. Има голема заслуга за да продолжиме понатаму. Мислам дека нема да застанеме на ова тема само, него ќе продолжиме, што реков, ќе го прошириме овој круг и за другите спортисти. Двомечот за отворен го прогласи заменик претседателот на Сојузот на пензионерите на Македонија Салтир Каровски. Ние инсистираме да збратимувањето или дружењето го прошириме и надвор од границите на Републиката. Имаме во план да тоа биде прво со соседите, со нивните здруженија на пензионери, а потоа и пошироко, бидејќи нашите активности веќе повеќе години се одвиваат и на соработка на европско ниво. На двомечот спортистите од овие две пензионерски здруженија се напреваруваа во стрелаштво мажи и жени и во шах мажи. Постигнати беа солидни резултати од страна на двете екипи, но немаше победници и поразени. Дружењето и пријателството беа главната нишка на средбата, која што веќе трета година успешно се реализира меѓу овие две пензионерски здруженија. Општина Кочани организира бесплатни курсеви по пливање за деца од социјално загрозените семејства. Кандидатите може да се пријават до 25 јули во едношалтерската канцеларија во општината. И годинава општина Кочани организира бесплатни курсеви по пливање за ученици од социјално загрозени семејства. Децата треба да бидат на возраст од 8 до 12 години. За бесплатните курсеви можат да се пријават ученици кои потекнуваат од семејства корисници на социјална помош или семејства во кои едниот од родителите е невработен. При пријавувањето треба да се приложат потврди од Центарот за социјални работи, односно од Агенцијата за вработување. Пријавувањето ќе се врши во едношалтерската канцеларија во општина Кочани до 25 јули. Часовите по пливање ќе се организираат на градскиот базен во август, при што ќе бидат ангажирани инструктори за пливање.
толку во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на канал8.mk. Довидување.